Крајот на 2023 носи зголемување на еврооптимизмот во Северна Македонија, покажуваат резултатите од истражувањето на јавното мислење спроведено за потребите на Преспа институтот. Според анкетата, извршена врз примерок од 762 испитаници на национално ниво, се подобрува ситуацијата со поддршката за Европската унија во земјава. 70,6% од испитаниците, прашани дали сметаат дека членството во ЕУ е најдобра опција за државата или треба да се бара друга алтернатива, одговориле дека Унијата е најдобра опција. Тоа е подобрување од речиси 10% споредено со мај годинава, кога за одговориле 61,2%. Соодветно на тоа, на ова истражување 24,1% од прашаните рекле дека треба да се бара друга алтернатива на ЕУ, додека во мај за алтернатива на Унијата биле 34,1% од граѓаните. Се забележува исто така пораст на, еврооптимизам. Анкетата беше спроведена 23 ноември до 11 декември, така што буквално се случуваше во последниве неколку недели. Споредено со мај месец, кога 60% од граѓаните рекле дека ако во недела се одржи референдум за пристапување во членство во ЕУ, би гласале за, сега 67% рекле дека би гласале за. Останатите резултати покажуваат дека Србија се уште се перцепира како најголем пријател на земјава, така се изјасниле 38,2% од испитаниците, што е пат од 7% во споредба со мај годинава. Србија високо котира и како земја која придонела за демократскиот развој на Македонија. Се наоѓа на второто место зад Европската унија, но пред Соединетите американски држави. Србија е на второ место и кога станува збор за придонесот за економски развој. Прва, повторно е Унијата, а трета е Германија. Во исто време со презентацијата на наодите од истражувањето, најодговорниот во сферата на евроинтеграција одржуваше завршната пресконференција за 2023. Според Маричич, годината била успешна иако не донесе отворање на преговарачките кластери, но донесе извештај на Европската комисија со сериозни критики, особено во делот на независноста на судството и борбата против корупцијата. Имавме една многу успешна година со успешен скрининг верификуван од сите, од Европската комисија, од државите членки и од сите. Имавме година во која што направивме вистински институционален и државен подвиг, прв после 2005 година кога го добивме кандидатскиот статус. И на тоа треба да бидеме горди и да се честитаме без задршка. Во однос на темите од извештајот, сите забелешки на извештајот ги прифаќаме од Европската комисија како водич за што треба да правиме до наредниот извештај. Наредната година е изборна со председателски и парламентарни избори, што предпоставува губење на време и ресурси за предизборни и изборни активности, како и за пресметки и договори, кој и со кого ќе ја формира идната владина коалиција, која ќе треба да го продолжи евроинтеграцијскиот пат. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.